Премиерот Димитар Ковачевски фрла ракавица кон политичките опоненти, бара и очекува лидерска средба во понеделник на 3 теми: евроинтеграциите, изборите и изборниот законник на маса. Поканата утре ќе ја добијат сите политички партии и председателот на собранието, а иницијативата доаѓа на денешната средба на Ковачевски со подпредседателот на Европската унија Жозеп Борел. Утре ќе биде испратена покана за лидерска средба до сите председатели на парламентарните политички партии, како и до председателот на собранието. Средбата ќе биде закажана за понеделник и на истата ќе разговараме за евроинтеграцијата на Северна Македонија, ќе разговараме за одржувањето на редовните председателски и парламентарни избори, како и за измените на изборниот законник согласно препораките на ОПСЕ ОДИХР. Високиот представник на Унијата за надворешна политика и безбедност Жозеп Борел од пултот до Ковачевски на пресконференцијата откри дека скрининг процесот набрзо ќе заврши и дека тој сака да им честите на државните службеници и на целата администрација на Северна Македонија. Но посилната порака од Унијата која носи Борел е дека ако Македонија сака да оди на патот кон ЕУ, мора да ги заврши уставните измени. Недозволиви се меѓупартиски препукувања, порача Борел. А со цел да напредувате во пристапните преговори, ќе биде од клучно значење да постои соработка, да се избегне политичката поделеност и да се слуша Европската унија. Може би не се согласувате со многу работи околу тоа што е демократија, им предлагате на граѓаните различни предлози, но не треба да постои политичка поделеност на прашањата за Европската унија. Ако сакате да одите по патот на Европската унија, тогаш мора да го завршите процесот на усвојување на уставните измени и да напредувате за клучните реформи. Ковачевски со реплика и ветување до гостинот. Развојниот план бара продолжување на реформските процеси, кои се пред нас, за кои имаме и политичка волја и капацитет да ги исполниме, вели Ковачевски. Останува неизвестно дали Македонија ќе се најде како точка на декемврискиот самит на ЕУ без уставните измени, со оглед дека досега политичките сили во земјава не се договорија за вметнување на бугарското малцинство во уставот.